Двајцата лидери на владите на Република Македонија и на Босна и Херцеговина изразија огромно задоволство од севкупната подготвеност на двете земји да соработуваат и на регионален план како и за остварување на заедничката цел членство во Европската унија. Владата на Република Македонија ги темели своите активности на принципот на градење едно општество за сите. Низ ова, определбата за етни реформски приоритети и унапредувањето на добрососедската соработка ги отвораме вратите кон Европската унија и НАТО. Македонија и Босна и Херцеговина реализираат регионална соработка што отвора пат кон Европската унија. Двете земји имаат заедничка стратешка цел влез во Европската унија, изјави премиерот Зоран Заев од Сараево. Денеска на дело испраќаме сериозна порака дека Босна и Херцеговина и Македонија почна таа регионална соработка на дело да ја покажуваат со потпишувањето на ваквите меморандуми и договори кои што се од многу важно значење за граѓаните на Македонија и на Босна и Херцеговина. Унапредувањето на регионалната соработка не може да биде замена туку побрз пат за членство во Европската унија, изјави премиерот во интервју за регионалната телевизија N1 дадено за време на неговата официјална посета на Босна и Херцеговина. Двајцата премиери договорија и возвратна посета на Скопје, кога ќе може да се потврди реализацијата на договорените заеднички иницијативи, патување меѓу двете земји само со лични карти, авионска линија Скопје-Сараево, признавање на возачките дозволи што ќе придонесе за поефикасна економска соработка. Ова е многу важен чин меѓу Босна и Херцеговина и Македонија, меѓу кои што не постои ни едно отворено прашање. Нашите односи се исклучително квалитетни, конструктивни, пријателски, се развиваат во нагорна линија во областа на политичката, економската, општествената и културната и секоја друга соработка базирана на меѓусебно разбирање и се разбира базиране на регионалните приоритети на кои што сме посветени сите во регионот на Западен Балкан. Мултиетничкиот карактер на двете земји е сериозна предност за напредок во севкупниот развој планирани меѓу Македонија и Босна и Херцеговина. Во состав на делегацијата која ја предводи Заев се Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Бектеши Крешник, министер за економија, Роберт Алагјозовски, министер за култура и Едмонд Адеми, министер без ресор задолжен за диаспората. Владината делегација имаше средби со високи представници на представничкиот дом на Парламентарното собрание на Република Босна и Херцеговина, со претседателството на Република Босна и Херцеговина, како и со лидери на одделни политички партии. Делегацијата на Република Македонија го посети спомен обележјето во Ротмилје, во чија близина трагично го загуби животот претседателот на Република Македонија Борис Трајковски и членовите на неговата придружба.